Со вас, Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте на почеток на станите на денот. Празничната атмосфера ги наполни маркетите и кафеаните. Граѓаните се подготвуваат да испратат старата година. Какви се цените во маркетите? Покачени се. Што сакаш ти од Дедо Мраз оваа година? Бајбука. Централна прослава на градскиот плоштад. Засилена борбата со корупцијата во 2025, но без финални пресуди. Експертите очекуваат повисок степен на казнивост во новата. Антикорупционерите со проширен список на политичари, суди и директори чиј имот ќе биде под лупа. Државата набавува 5 нови електрични локомотиви со заем од ЕБОР. Ќе се користат во транспортниот сообраќај. Грипот и респираторните болести земаат замав. Полни амбуланти и болнички кревети. Русија најавува заострена преговарачка позиција по наводниот украински напад врз резиденцијата на Путин. Во живо во овие вести ќе известиме за она со што веројатно сите сме оптеретени во овие последни часови 2025-та, тоа е како да се дочека новата година и како да се прослават празниците кои следат. Останете со нас, почнуваме. Одбројувањето влегува во завршна фаза. Утре испраќаме 2025 ја дочекуваме 2026 година. Плоштад Македонија ќе биде срцето на новогодишната прослава, каде се очекува голем број на скопјани во празнична атмосфера да ја дочекаат новата година. Екипата на Сител направи обиколка низ Скопје и ги праша граѓаните какви им се плановите за утрешната вечер, но и очекувањата од новата година. Габрила Лескова известува. Габрила, што велат нашите сокраѓани? Така, Славица, во моментов влада една празнична новогодишна атмосфера овде на плоштад Македонија, како што напомена и ти во најавата, се прават последните подготовки пред да испратиме 2025-та и пред да дочекаме 2026-та година. Предпоставувам од објективот на мојот колега може да забележат гледачите дека веќе е поставена главната бина на која што практично утре вечер ќе настапат најголемите македонски музички ѕвезди. Од информациите кои што успеав да ги соберам, забавата ќе започне некаде околу 20 часот со Миле Кузмановски, а ќе финишира во 1 часот пополнок со македонската ѕвезда, па и светска дефинитивно Каролина Гочева. Како што напомена и ти, направивме обиколка утрово низ Скопје, ги прашавме граѓаните како планираат да ги поминат празниците. Најголемиот дел од моите соговорници со кои што успеав да поразговарам, кажаа дека новата година ќе ја дочекаат во своите домови со најблиските, поради тоа што цените се навистина многу скапи во маркетите. Ќе поминат една скромна нова година. Дел од останатите соговорници кажаа дека ќе искористат оваа музичка програма подготвена од град Скопје и ќе дојдат новата година да ја прослават на плоштад Македонија. Оно што би сакала да напоменам е важно за гледачите дека од Министерството за внатрешни работи, службите на итната медицинска помош и сите останати инволвирани ќе им бидат достапни на граѓаните 24/7 за време на новогодишните и божикните празници. Од Министерството за внатрешни работи особено испрати еден важен апел да не се користи пиротехниката, да не се седнува пијан возач да вози и да се консумира алкохол во мерки на границата. Во продолжение да слушнеме какви се очекувањата на граѓаните, каде планираат да поминат новата година, меѓутоа и за целата работа која што имаат сите служби на терен во овој предновогодишен и новогодишен период. Одбројувањето влегува во завршна фаза. Граѓаните се подготвуваат за најлудата ноќ. Утре ја испраќаме 2025 година и ја дочекуваме 2026-та. Плоштад Македонија ќе биде срцето на новогодишната прослава, место каде се очекува голем број на скопјани со греено вино да ја дочекаат новата година. Екипата на Сител утрово направи обиколка низ Скопје. Ги прашавме граѓаните какви им се плановите. Најголемиот број од анкетираните ни одговорија дека утре вечер ќе останат во кругот на семејството во домашна атмосфера, но граѓаните се пожалија. Цените во маркетите се високи, а платите исти. А дека славите нова година? Во домашна атмосфера дома. Со најблиските? Со најблиските, со семејството. Па, према условите дома. Are you celebrating the New Year's Eve here? Yeah. What are your plans for tomorrow's evening? I think we stay here. In the main place, yes. Какви се цените во маркетите? Покачени се, да, покачени се. Ама сепак ќе се снабдиме. Недопирливе. Ова е нешто невидено. До сега вако поскапување немало. Минимални се пензите, малку се не стасуваат
Трошкови се големи. Нова година, но сепак стари и скромни желби на граѓаните. Моите новогодишни желби прво да сме здрави и живи. Да имаме слобода, убава да се сакаме, да се почитуваме, тоа е најбитно. Што сакаш ти од Дедо Мраз оваа година? Бајбук. Една книга. На плоштад Македонија веќе се прават последните подготовки за најлудата ноќ. Полека се мести бината на која што утре ќе настапат најголемите македонски музички звезди. Централната прослава стартува во 20 часот со Миле Кузмановски. На сцената ќе настапат и Огнен Здравковски, Дина Јашари, Кукулеле, Паја Килара. Посетителите на плоштад Македонија ќе ги забавуваат и звездите Тамара Тодевски и Каролина Гочева. Два бона заедно со публиката ќе ги одбројуваат последните секунди од 2025 година. Во меѓувреме институциите се со полни рад за работа, инспекторите се на терен. Дежурните екипи на итната медицинска помош ќе бидат постојано достапни за граѓаните. Од Министерството за внатрешни работи со апел до граѓаните: не пукајте петарди, не возете пијани и да не се претерува со алкохолот. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните за време на новогодишните празници, како и за време на новогодишната ноќ, максимално да се воздржат од употребата на пиротехнички средства. Петардите не се играчка, нивното користење е строго забрането, а празничното пукање со петарди може да биде исклучително опасно по животот и здравието. Оваа година нема да има организирано огномет од град Скопје. Габриела Лескова, Сител телевизија. Над 600 килограми небезбедна храна се уништени во заселените контроли кои ги спроведе Агенцијата за храна и ветеринарство во пресред на празниците. Најголемиот дел се месо и месни производи. Инспекциите биле насочени кон објектите кои организираат новогодишни прослави, а изречени се и 60 на парични казни. Од АХВ апелираат граѓаните внимателно да купуваат храна и да ги почитуваат условите за нејзино чување и подготовка. Над 600 килограми храна е уништена поради изминат рок, несоодветно чување или сомнително производство. АХВ спроведе засилени контроли во пресред на празниците. Од вкупната количина, нешто повеќе од 500 килограми се месо и месни производи. Изречени се 60 парични казни. Проведени се вкупно 423 надзори во гостилници и ресторани и 228 вонредни контроли кај оператори со храна. Кај неколку оператори беше најдено небезбедна храна и храна со поминат рок, утврдено беше несоодветно складирање и селектирање на храна, нередовно ажурирање на записите за добра хигиенска, добра производствена пракса и ХАСАП, неспроведена дезинфекција и дератизација во објектите, како и неземени мостри од храна, изречени се 60 парични казни во вредност од над 33.000 евра во денарска противредност за операторите и одговорните лица во нив. Во фокус се операторите кои организираат предновогодишни и новогодишни прослави, а се контролираат и останатите кои пред се работат со храна од животинско потекло. Акцент во овој временски период беше ставен на операторите кои што организираат предновогодишни и новогодишни прослави и во месарниците, месарници, соработилници, рибарници и други специализирани продавници за храна од животинско потекло, каде периодов има поголема изголемена побарувачка и потрошувачка на храна. Директорот на АХВ апелира до граѓаните да внимаваат од каде купуваат, да ги читаат декларациите за потеклото и рокот на производите, а во домакинствата да обрнат повеќе внимание на условите во кои ја подготвуваат и чуваат храната. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Бележат 2025 на политички и институционален план, кои општествени предизвици од старата ќе патуваат со нас и во новата година. Анализа на годината во тема на денот со универзитетскиот професор Александар Спасеновски. Апсења и разрешници на корупцијски скандали одбележаа годината што изминува, но без значајни судски разрешници. Иако институциите најавуваа засилена борба, експертите оценуваат дека изостанале резултати поради слабите закони, недоволната отчетност и малата казнивост проведена од судството. 2026 година почнува со сериозни предизвици и очекувања дали државата конечно ќе испорача правда во борбата против корупцијата. Тамара Дичовска. Апсења, мито, корупцијски афери и политички обвинувања за корупција што станаа дел од секојдневието. 2025-та ќе се памети како уште една турбулентна година во борбата со корупцијата во Македонија. Од функционери фатени на дело со мито, до гласни меѓупартиски присметки и институционални ветувања за правда,
каква беше борбата со корупцијата оваа година. Многу апсење и акции, но не и судски разрешници, оценува председателот на Transparency International. Според Пандовски, како еден од најголемите скандали кои одбележа оваа година е оставката на председателката на ДКСК Татјана Димитровска, која е сомничена за одавање на информации од комисијата, но обвинет во случај со перење пари. Како проблематични се посочуваат задоцнетите измени на кривичниот законник, како измените на законите за судски совет и совет на јавни обвинители. Како еден од големите скандали кои одбележа година, би го отпишал скандалот поврзан со председателката на Државната комисија за спречување корупција, нели, која што ова година си даде оставка бидејќи постоја индици за 2 кривични дела кои се извршени, се уште нема судска завршница таму. Во декември исто така ги добивме на некој начин не изненадија предлозите за измените на кривичниот законник, кои што според нас и ние како дел од од платформата дадовме реакција во врска со тоа, не беа целосни и не се јасни. Не чека предизвикувачка 2026 година, оценува председателот на Transparency. За да се подобри борбата со корупцијата, потребни се функционални закони, отчетност на функционерите, како и поголема казнивост. Да се предвидат поголеми санкции, нели, пред некое време го имавме скандалот со голем дел од градоначалници кои нема поднесено анкетни листови во Државната комисија, ке треба да се зголеми делот на казнивоста. Овој дел можеби да се предвиди квалификувана форма на одговорност како забрана за вршење на јавни функции во одреден период. Меѓу последните корупцијски случаи за годинава е поранишниот народен правобранител Фахми Стафа фатен со 20.000 евра мито, со сомневање дека сакал да влијае врз апелационен судија за укинување притвор, како и поранишниот управител на ИСМ Бујар Дардишта, со уште 30 лица осомничени за местење тендери во компанијата. Корупција беше откриена и во здравството. Директорот на геријатрија беше фатен со 20.000 евра мито за сместување пациент. Но фатен беше и директорот на платежната агенција со 400 евра како прва рата од ветени 50.000 евра за доделување средства на фирма што не ги исполнувала условите. Меѓу постапките кои се водат се и оние за сомневања за извршени непотребни кардиолошки интервенции во приватни клиники, лажни диагнози за да се дадат инвалидски пензии со што е оштетен пиом, како и сомневања за корупција поврзани со нелегалната сеча на шуми. Тамара Тичевска, Сител телевизија. 60 високи функционери ќе бидат опфатени со проверки на имотната состојба во текот на следната година, најавува Државната комисија за спречување на корупцијата. Зголемениот опфат е по препорака на Европската комисија и ќе ги вклучи сите клучни власти, од судството и собранието до владата и локалната самоуправа. Антикорупцијска најавува и промени во начинот на постапување по предметите, со цел сите случаи да имаат еднаква тежина и помала можност за селективност. 60 високи функционери ќе бидат мета на антикорупцијска во следната година. Државната комисија за спречување на корупцијата ќе ја проверува нивната имотна состојба. Меѓутоа, се уште не се знаат имињата на функционерите кои ќе бидат опфатени, бидејќи тие ќе се утврдуваат во текот на јануари. Новиот председател на ДКСК Адем Чучулј рече дека зголемувањето на бројот на проверки е по препорака на Европската комисија. 10 судии, 10 јавни обвинители, 10 пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 10 министри во владата на Република Северна Македонија, 10 градоначалници и 10 лица на кои им престанала функцијата градоначалник со локалните избори 2025 година, така што вкупниот број на лица кои би биле предмет на проверка согласно овој годишен план ќе изнесува 60 функционери. Антикорупцијска го изгласа и планот за следната година според кој ќе следат состојбата во секторите кои се најподложни на корупција: правосудството, законодавната власт, извршната власт и локалната самоуправа. Членовите на ДКСК го изгласаа и ставањето вон сила на упатството за рангирање на предметите за постапување, што во суштина би значело дека сега сите предмети кои ќе ги отворат ќе бидат подеднакво важни. Во практично постапување по ова упатство констатирано дека истото не даде резултати, односно овозможува можност за субјективност. Во текст се изготвени се измени Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, кај дополнително се регулира начинот на постапување по предмети, а врз основа на тоа би направили измени и дополнување на деловникот, со што на поадекватен начин би го уредили ова прашање.
ДКСК пред 2 недели алармираше дека 35 поранешни и 19 новоизбрани градоначалници не ја пријавиле својата имотна состојба во предвидениот рок, што е законска обврска. И на денешната седница разгледани беа неколку предмети, но констатирано беше дека тие ја платиле глобата и со тоа ДКСК ги заокружува предметите. Или тоа би значило дека со плаќање глоба во висина од 300 до 500 евра, јавноста никогаш нема да дознае колку еден функционер спечалил за себе во својот мандат. Даниел Василев, Сител телевизија. Целосно нов закон за јавно обвинителство попладнево помина на владина седница и се очекува во јануари да влезе во собраниска процедура како дел од обврските од ЕУ агендата. Законот носи нови правила за избор и оценување на јавните обвинители, со поголема транспарентност и јавност на постапките, но изборот на нов државен обвинител по оставката на Коцевски ќе се спроведе според старите правила. Целосно нов закон за јавно обвинителство денеска треба да помине на владина седница, информираше министерот за правда Филков. Законот во јануари ќе влезе во собраниска процедура и е дел од обврските од ЕУ агендата, кои треба да се исполнат до крајот на март. Со новото законско решение се воведува нова постапка за избор на државниот јавен обвинител. Кандидатите ќе мора јавно да ги објавуваат своите програми, а Советот на јавни обвинители јавно ќе ги објавува мислењата за секој кандидат. Сепак јавниот обвинител што ќе го наследи Коцевски по неговата оставка, ќе се избира според старите правила. Иако собранието веќе донесе одлука за избор, огласот се уште не е распишан. Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена од објавувањето на одлуката во службен весник, велат од кабинетот на собранискиот спикер Гаши. Новините предвидуваат и почести оценки на работата на обвинителите. Наместо на секој 4, тие ќе се оценуваат на секој 3 години. Доколку обвинител добие негативна оценка, ќе следи вонредна проверка, а повторно негативна оценка ќе значи можност за негово разрешување. Дисциплинските постапки ќе бидат јавни. Буџетот на јавното обвинителство останува ограничен на 0,4% од државниот буџет, но институцијата ќе мора да преговара со Министерството за финансии за потребните средства. Паралелно, подготвени се измени на Законот за Советот на јавни обвинители со построги критериуми за избор на членови. По речиси 2 години најави, до крајот на јануари ќе започне и процес за измени на изборниот законник. Парламентарните партии и независните пратеници добиле задолжение од министерот за правда до средината на следниот месец да номинираат по 2 представници за работна група, која ќе изготви текст што треба да биде усвоен со поширок консензус. Иако почетокот на процесот е утврден од Министерството за правда, засега немаат рок до кога партиите ќе треба да ги завршат преговорите. Текстот на кој ќе се работи се темелат на измените што Министерството ги подготви уште во јуни 25-та за претходните локални избори, но кои не беа усвоени. Во него се вклучени само дел од препораките на ОПСЕ ОДХР, велат од Министерството за правда. Политичките прашања, како евентуална промена на изборниот модел за една изборна единица или финансирањето на изборната кампања, ќе бидат оставени на договор меѓу политичките партии. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Партиските тензии меѓу власта и опозицијата се заоструваат со нова рунда меѓусебни обвинувања за лицемерие, луксус и криминал. ВМРО ДПМН го обвинува лидерот на СДСМ за луксузирање во странство, додека опозицијата возвраќа дека станува збор за таблоидни измислици со цел дефокус од спорните тендери и договори на власта. Политичката пресметка се проширува и со обвинувања кон ЗНАМ и поранешни партиски функционери на СДСМ со повици институциите да реагираат. Партиските препукувања меѓу власта и опозицијата продолжуваат со меѓусебни обвинувања за лицемерие, луксус и криминал. ВМРО ДПМН денеска повторно го обвини председателот на СДСМ Филипче дека додека јавно говори за сиромаштија и ниски плати, празниците ги минува на луксузни дестинации како Дубај. Од партијата велат дека на опозицијата не им сметат недвижностите на Филипче Заев по Дубај, само ги интересира власта. Ја праша и опозицијата дали новата година ќе ја слават под дубајско време како и нивниот лидер. Лицемерието на Филипче е огромно. Полетувањето со Заев на милионската јахта во Грција, сега на зимување во Дубај. Додека тука во Македонија Филипче говори дека тешко се живеело, луѓето едва сврзувале крај со крај, платите биле ниски и слични манипулации од негова страна, паралелно замина на одмор во Дубај, една од најскапите држави во светот. Од опозицијската партија пак возвраќаа дека станува збор за целосна измислица и таблоидна офанзива со цел да се дофокусира јавност од како што велат криминални тендери и договори на власта.
Целта е дефокус од криминалните тендери на ВМРО и договорот мигранти за пари. Јавноста се бомбардира со измислици за Дубај, визи, згради и летови што не постојат. Го следат председателот Филип, че ги злоупотребуваат службите, но не објавуваат слики од Дубај. Зошто нема ниту една слика од Дубај? Затоа што ги нема. Опозицијската СДСМ ја продолжува битката и со знам и обвинувањата за тендерот од 1,2 милиони евра од пошта за фирма на советник на знам. Од Бихачка вела дека постојат основани сомножи дека над 300.000 евра годишно пари на граѓаните се вадат преку корупцијски схеми, го повикуваат обвинителството наместо МОЛК да го расчисти скандалот. Му вратија и на Јован Деспотовски, откако тој ги отфрли обвинувањата на матичната партија СДСМ дека е во тајна коалиција со ВМРО ДПМН. Додека ние ги разоткриваме криминалните шеми на ВМРО знам, тој со нив прави договор против СДСМ. Деспотовски прави дел со оние што сакаат да ја срушат СДСМ, повторно заради личен интерес. Човек кој во партијата никогаш не бил активен, кој за партијата и за партиските другари практично не постоел, реагираат од СДСМ. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Државата набавува 5 нови електрични локомотиви со заем од ЕБОР. Ќе се користат во транспортниот сообраќај. Грипот и респираторните болести земаат замав, полни амбуланти и болнички кревети. Со заем од 21 милиони евра од ЕБОР државата ќе набави 5 нови електрични локомотиви со цел модернизација на железничкиот карго превоз. Инвестицијата треба да го зголеми транспортот на стоки, приходите и финансиската стабилност на железници транспорт, како и да придонесе за побезбеден и поеколошки сообраќај. Со 21 милион евра заем од ЕБОР државата ќе купува 5 електрични локомотиви. Подпис на договорот беше ставен денеска. Целта е поголем транспорт на стоки, а со тоа и повеќе пари за железници транспорт. Просечната старост на дизел локомотивите е над 60 години, а на електричните над 40 години. Тоа не е одржливо ниту економски, ниту безбедносно, ниту еколошки. Затоа целта на оваа набавка е јасна и недвосмислена. Да се зголеми бројот на расположиви локомотиви, да се зголеми капацитетот за транспорт на стоки и со тоа да се зголемат приходите и финансиската стабилност на МЖ транспорт. Паралелно со ова сакам да информирам дека се започнати градежни работи за линија 1 со вредност на договорот од 360 милиони денари. Ова е оној така наречен градски воз. Проектот предвидува целосна реконструкција и надградба на постоечката траса, што ќе значи побезбеден, побрз и поефикасен железнички сообраќај. Со новата флота од 5 локомотиви и постојните 4 понови, целосно ќе може да се покрие карго превозот, а дел од нив може да се користат и во патничкиот сообраќај. Ова е многу значајно, особено за коридорот 10, кој што треба да расте во годиниве кои што се пред нас, како и за коридорот 8 кој што го развиваме во овој момент преку инвестиции во инфраструктурата. Се одиме кон потешкиот дел, тоа е да успешно се спроведе оваа набавка. Се надевам дека до март месец во соработка со ЕБР да ќе успееме да го објавиме повикот и после тоа да ги добиеме локомотивите. Рокот на отплата на заемот е 15 години, со вклучен грејс период од 4 години. Каматата е варијабилна, а парите ќе се враќаат на 22 полугодишни рати. Државата ќе плати еднократна провизија од 1% на ЕБОР. Условите под кои се обезбедени средствата, долгорочен рок на отплата, поволен грејс период и конкурентна каматна стапка се во целосна согласност со нашата стратегија за одговорно управување со јавниот долг и обезбедување одржливи јавни финансии. Овие подобрувања дополнително ќе представуваат многу повеќе од технички надградби, тие се стратешки инвестиции дизајнирани да ја подобрат ефикасноста, квалитетот и безбедноста на товарните железнички операции и ќе придонесат за намалување на емисиите на CO2 и ќе играат клучна улога во поддршката на тековната зелена транзиција на земјата. Пред подпишувањето на договорот, неделава собранието даде зелено светло на предлог законот за заемот. Мартин Арсов, Сител телевизија. Рамстор ја прослави својата 20 годишнина со доделување на автомобил МГ. Среќен добитник е Мирослав Илиевски од Крива Паланка. Наградата беше дел од големата наградна игра, а извлекувањето се одржа јавно во Рамстор Мол пред голем број на потрошувачи. Покрај автомобилот беа доделени и други вредни награди. Јас сум Мирослав Илиевски од Крива Паланка. Јас сум добитник на главната награда на Рамстор маркетите, джипот МГ. Играм и учествувам во сите наградни игри, пазарам тука
не сум имал таква чувства дека ќе бидам добитник на главната награда. Со колку купони учествувавте ве конкретно на ова? 101 купон. Да играат наградни игри, да учествуваат, среќата никогаш не се знае кога ќе дојде, кога ќе ја имате. Голема благодарност до Рамстор маркетите, да ни е среќен роденден, да слават уште многу љубезни родендени. Грипот и сезонските респираторни инфекции земаат замав токму пред празниците, а најпогодени се децата и лицата над 65 години. Болниците бележат зголемен број на прегледи и исполнети капацитети. Децата и постарите од 65 години најмногу на удар на сезонските инфекции. Тоа го покажува и последниот извештај на Институтот за јавно здравје, според кој повеќе од половина од пријавените со грип и заболувања слични на вирусот за минатата недела се од овие категории. Над 150 прегледи дневно регистрираат во клиниката за белодробни заболувања Козле, а гужви и полни болнички соби има и на детска, каде имаат и потврдени случаи со респираторниот синцитијален вирус. Минатата недела имавме околу 30 пациенти со клиничка слика на грип, кај 15 од нив изолиравме, односно 13 беа со инфлуенца А и 3 пациенти со респираторен синцитијален вирус. Секој ден доаѓаат нови пациенти, колку можеме испишуваме деца кои имаат подобрена клиничка слика. Меѓутоа капацитетите се полни. Во амбуланта 24 часа имаме цело време пациенти кои доаѓаат од сите делови на град Скопје и од другите градови. Педијатрите со апел до родителите да не ги носат децата во затворени простории со многу луѓе и да избегнуваат контакт со лица кои се болни или сомнителни. Во досегашната сезона на грип во Институтот за јавно здравје регистрирале 1329 случаи, што е на 60% повеќе во споредба со истиот период лани. Вакцина за заштита од вирусот примиле над 78.000 граѓани. Епидемиолозите прогнозираат дека бројките драстично ќе бидат зголемени по новогодишните и божитни празници. Сања Димитровска, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство го затвори пансионот за домашни миленици Афав Хепи Дог во скопската населба Бардовци по добиените пријави за сомнеж за појава на парвовироза кај кучињата сместени во објектот, кои резултираа и со смрт. Од АХВ информираа дека од вчера е издадена времена забрана за работа на пансионот, која ќе остане на сила се додека не заврши вонредниот инспекцијски надзор. Во тек е проверка на евиденцијата, вакциналниот и здравствен статус на кучињата со цел да се утврди дали во објектот има присуство на болеста парвовироза. Официјалните ветеринари од Агенцијата за храна и ветеринарство продолжуваат со контроли, а сопствениците на 15 домашни миленици кои во моментот на инспекцијата биле згрижени во пансионот, добиле препорака да ги земат своите кучиња дома, да ги изолираат и да извршат лабораториско тестирање за присуство на вирусот. Во продолжение